Благодарам. Почитуван колега професоре Снопче, она кое што се случува во изминатиот период и како што веќе стана една реченица за промоција на оваа комисија, која што навистина сметам дека треба да се преименува комисија за задолжување, финансирање и буџет. Еве денеска имаме долг од 70 милиони евра, веќе во среда ќе имаме нова расправа од 50 милиони евра. Изминативе 2 недели имавме за 21,5, за 25 милиони евра. Тука не запираме, ќе дискутираме наредниве недели веројатно за уште еден долг од 80 милиони евра, па за уште еден од 82 милиони евра, па за 300 милиони евра задолжување кон домашното стопанство. И да ќе почне онаа флоскула која што сега морам да признам еден нов производ политички на пазарот, а тоа е оној клинички центар 500 милиони евра, 700 милиони евра евроврзница земавме со 200 милиони евра нето задолжување и само продолжуваме се задолжуваме и само продолжуваме. И ако некој од граѓаните и стручната јавност се врати наназад во овие дискусии, ќе види дека една забелешка која што е од страна на опозицијата е дека ние не сме против да се задолжуваме за одредени проекти кои што ќе бидат добро издржани, кои што ќе имаат и ќе нудат решение на проблемите, дека опозицијата само сака сите оние забелешки кои што ги има да бидат прифатени и да бидат внесени во овие задолжувања, и сметаме дека иако е предизборна година, иако сакајки вие, што јас сметам дека е можеби нормално да ги одбраните оние кои што вашата партија ги номинирала за нереализираните ветувања, по оној политички производ кој што ви е нов, а кој што сакате искористувајќи го собранието да пуштате вакви закони со заеми, за да кажете еве, конечно по 3-4 години, каде што некој не се ја завршил работата, ние сега поднесуваме закон, пак ќе ја напеналиме опозицијата дека е против, за да земеме некој тесно или вака би рекол краток политички поен. Ама тоа не е така. Имате сериозни недоречености во ова кое што сега го предлагате. За втората фаза немате студија. Немате студија ниту како овој проект, доколку би се реализирал во иднина, би имал врз животната средина. Исто така би ве потсетил на 2019 година на еден настан кој што се случи во собранието. Повторувам, општам само со факти и бројки и изјави дадени од владени функционери. Во ова собрание изјави дадоа Петре Шилегов и Зоев. Во ист ден две различни изјави. Едниот кажа ќе се гради трамвај, другиот кажа не ќе се гради ова. 4 години лажни и конфузни сигнали кои што доаѓаат од вашата политичка номенклатура. Сте имале готов проект и готова стратегија при примопредавањето во 2017 година. Готово било све оставено во град Скопје, како и некои други проекти. Зошто тој не бил започнат? Добро, можело да се направат измени во проектот, можело нешто да се дополни. Зошто сме им потрошили на граѓаните на Скопје и на Република Македонија 3,5 години чекајки, и сега во очи на локалните избори, како што кажа почитуваниот колега Пренџов, ние излегуваме и мафтаме со тоа дека еве само што не сме почнали. Имате понатака многу недоречености во самата суштина. Нема свот анализа дали кои се добрите, кои се лошите страни. Нема такво нешто. Да видиме како тоа ќе се изведе, како ќе се направи, како ќе се ефектуира во животот на граѓаните на Скопје и на Република Македонија. Тоа нешто не постои. Понатаму не постои дека 70 милиони евра се финалната сума. Ве разбирам што реагирате, ама морате да разберете дека поширок ми е контекстот кој што сакам да поентирам. И јас се согласувам со тоа што го кажа професорот и како реплика само нудам дополнителни аргументи кои што вие ги знаете и вие можете да негодувате до утре. Но ова е предлог законско решение кое што вие го браните. Вие не убедувате дека е добро, ние не велиме дека можеби ваков проект не треба да се направи, ама ги нудиме нашите аргументи. Затоа што вака како што е концепирано, нема да даде одговор на она кое што го бараат граѓаните на Скопје. Понатаму е тоа второстепено. Поголем дел од вас сте надвор од овој град.
Еве јас сум од Скопје и мене би ми одговарало на некој начин да се среди јавниот транспорт за да може граѓаните да стигнуваат побезбедно и побрзо. Но сепак тога не треба да заборавиме дека оваа држава е составена од 80 општини. Да, има еден град, ама има 80 општини што имаат и други потреби. Ние не треба да заборавиме дека кога нудиме вакво решение, треба да имаме и функционална анализа и на оние сообраќајници. Па тука има пишано небулози, дека на раскрсниците брзиот автобуски превоз, ќе добива предимство, а дека бусик има на секои 3 минути. Како ќе се изведе тоа? Дали некој ве седнал да ви каже? Дали некој ве седнал да ви каже? Да, луѓе, вие за ова разговарате, ама никој не ви кажал како на раскрсница некој ќе добива предимство на секои 3 минути, а ќе има функционален сообраќај. Никој не ви кажа. Нема. Добро сум читал и нема. Мислам дека овие работи ви се прочитани од граѓаниве. Граѓаниве добро знаат кој шо, како и со каков капацитет располага и на крајот какви проекти може да испорача и нема да се трнете од оној баласт кој што се почесто се слуша, дека ако вакви проекти сакале да бидат завршени, дека ваквите проекти ќе биде започнати првата година од мандатот. Еве, дозволете ми да ве потсетам на еден друг проект, со задоволство. Проект кој што е оставен готов и проект кој што 3,5 години не е рационализација. Тоа е Луна паркот во Скопје. 3 години. Готов проект, започнато и воведено во градба. 3,5 години, шајка немате заковано, лопата немате фрлено. 3,5 години. Готов проект, обезбедени средства. Еве понатака да ве потсетам за уште еден проект. Универзалната сала. Она некни што го гледав, онаа изјава што гледав, мене ме фати срам. 3,5 години. Готов проект, оставен во фиок. Обезбедени средства. Срамота. И овој заем ќе има истата судбина, професоре, како и другите. Нема да се заврши. А знаете ли зашто? Затоа што овие луѓе не работат. Затоа што нема таму никој. Еве и да им помине, а ќе им помине. Кога се работи за пари, тука све добива приоритет, особено од мнозинството. Треба да се завратат ракавите и треба да почне да се работи. Треба да се излезе на терен. Треба тие луѓе да се воведат во градба. Треба да се внимава и одблиску да се следи ситуацијата каква е на теренот. Треба да се бараат извештаи од оние кои што ги изведуваат градежните активности. А тоа нема да се направи. И затоа сметам дека ова, освен тоа што ќе ја задолжи државата, освен што ќе влезе во оваа низа на задолжувања и од земјана агресија, и освен оној успех, под наводници, во кој што оваа година 65% ќе бидеме задолжени, 5% повеќе од мастришкиот критериум на високо задолжена земја, веќе сме ние високо задолжена земја, нема да има никаков ефект кон граѓаните и тоа ми е мене најмногу жал. Но, како и се, и ова има крај, па јас верувам дека ваквото однесување ќе му биде ставено крајот многу брзо и дека сите оние потреби на граѓаните за брзо ќе дојдат луѓе кои што знаат како да ги операционализираат. Благодарам. Следен за реплика е пратеникот Здравко Трајанов.